Почитувани гледачи, добро вечер. 51 час и некоја минута од озгора до мигот кога ќе се разделиме од ова веќе подустарена 2015-та и со многу желби и можности за нов напредок понатаму ќе ја дочекаме 2016 година. Ние го започнуваме последното издание на емисијата Отворено со општината. Помина серија емисии Отворено со општината во кои наши гости беа раководители на оделенија и сектори и директори на јавни предпријатија кои работат при општина Струмица и рете во последното издание за ова 2015 година наш гостин да биде градоначалникот на општина Струмица господин Зоран Заев. Господине Заев, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, поздрав до сите гледачи. Рете и на последната емисија, но и заради буџетот сигурно. Најважниот документ кој што Советот на општина Струмица го носи, според кој како устав се води општината во нејзиното работење, секако се табелата на приходи, исполнување на буџетот и она што значи расходи или трошење на буџетот. Така. Обично оваа емисија оди во четврток навечер, но во четврток е она најлуда ног, како што ја нарекуваме, нели, како што го нарекуваме дочекот на новата година. Денес е вторник, денес се одржа и се уште трае седницата, последната седница на Советот на општина Струмица за ова календарска 2015 година, во која главна точка беше освојувањето на буџетот за 2015-та. Ваша оценка за седницата? Мислам дека дебатата која што се води на овие седници на Советот на општина Струмица, посебно по вака важни документи, се урнеки пример како треба се води дебата во Република Македонија. Јас сум денеска среќен заради тоа што покрај сите процедури на предлагање на буџетот кој што почнувајќи од септември до денеска ги даваа сите урбани заедници, местни заедници, граѓански организации, невладините организации, стручните служби на општина Струмица, бизнис форумот на заедници и многу други. И опозиционата партија во Струмица, тоа е ВМРО-ДПМН со нејзината коалиција, дадоа предлози, каде што по пат на дебата, повеќе или околу половина од предлозите кои што беа вкупно дадени, беа прифатени на самата седница, падна неколку конкретни предлози кои што оценив како властен предлагач на буџетот дека се добре дојдени, а имаме се уште резервар да бидат прифатени и нив ги прифативме, дебатиравме за сите детали. Убаво е што токму вашата телевизија прави директен пренос на овие седници на Советот, за да можат не само советниците, општинската администрација и јас како градоначалник да ги споделиме сите дилеми, дискусии и наши преокупации на еден начин, да ги знаат и граѓаните, сите состојби, така да преку оваа маратонска седница, која што се уште трае, граѓаните добиваат една комплетна прегледност, една целосна слика, што тоа работат институциите од локален карактер, начело со општина Струмица, општинските јавни предпријатија, секторите и оделенијата на локална самоуправа Струмица. Така, емисијата Отворено со општината е всушност емисија наследник на емисијата Отворено со градоначалникот која одеше цели 9 години и нешто повеќе од тоа. Подолго време не сте биле гостин на нашата програма. Какво е чувството сега повторно во нашето студио? Старите луѓе велат каде и додиш дома да си дојдеш. Така. Секако знаете дека поминавме, ако не се лажам, преку 100 емисии во делот во името на отчетноста и транспарентноста, заради политичката функција која што имам и моите преокупации, секако и вашиот медиум, кој што даваше одличен простор да го доближиме работењето на општината до граѓаните, се надевам на разбирање дека има за сите овие мои неприсуства овде, како што се надевам пред се и граѓаните дека ќе имат разбирање. Срце юначко не можеше да се носи со она што и се случува на нашата Македонија. Јас го кажувам примерот на еден чичко во едно населено место, каде што асфалтиравме улици, во недела ден беше, јас се појавив на асфалтирањето за да јас се радувам на новата инвестиција, но да ги споделам и чувствата на граѓаните. Тој чичко излезе надвор од својот двор и вели 40 години живеам во оваа куќа и на струмички, како што рече, шлапам во калта. Денеска сум многу среќен, но утре од сабајле пак сум несреќен. Заради тоа што внучињата ќе треба да одат на училиште, јас ќе немам повторно да им дадам пари за училиште. Тие ќе одат, јас ќе останам дома да плачам. Така. Многу податлив опис на она што значи
Среќа на локално ниво со комуналната инфраструктура која што ја градевме и ја градиме и ќе се гради и после заев и се, но таа не ги храни семејствата дома. Тоа не е доволно за среќата на едно семејство или за среќата на сите граѓани. Генерално, таа патија што ја имаме од миграцијата, од испразнувањето на нашата земја, и Струмица е поприлично испразнена, како и населените места. Сиромаштијата која што нас владеала, проблемите и преокупациите на граѓаните, јас ги нарекувам од неслобода, од постојано да има уплав некој од нешто, од страф, од казни, извршители, инспектори или нови давачки, модерни задолжувања и слично, го обременија животот до тоа ниво да градоначалникот Заев пополека стана пред се политичар од Заев, секако при тоа водејќи сметка да не се нанесе штета на општината. Општината има зад себе уште една успешна година, која што е со реализација од преку 370 проекти конкретни, само за капиталните проекти зборувам. Тоа е благодарение пред се на сите општински институции, општинските одделени и сектори. После повеќе од 10 години ускладена е работата и едноставно течат. Денеска општина Струмица е единствена општина која што нема кредит. Денеска општина Струмица е општина која што отвара нов резервоар заради тоа што и нема повеќе да враќа рати од кредите, враќавме 400.000 евра, тоа се огромни пари за Струмица. Ова година ќе бидат насочени Билата за МЕА програмата, така? За МЕА програмата. Тоа е одлука донесена 2001 година, станав градоначалник в крајот на март 2005 година и некаде крајот на 2005 година или почетокот на 2006 од јануарската рата почнаа 10 годишните полуануитети, значи јануари и јули. Секоја година по околу 200.000 евра се враќаа кредити, да за сите овие 10 години го исплативме кредитот и треба да знаат граѓаните кој како и да го сваќа. Огромна придобивка е што општина Струмица нема кредити. Сите знаеме дека ако имаме дома кредити, колку тешко се одделува од приходот, ем за кредитот да се врати, ем да се покријат секојдневните трошоци. Општината нема кредити и тоа ја прави многу силна, многу напредна, многу надежна за периодот кој што предстои пред нас. Истовремено, не само тоа, задолженоста на општината е под сите минимум просоци во државата, значи ние должиме некои 50-60 милиони денари кои што апсолутно се недоспеани долгови, ние немаме судски постапки, немаме некои извршувања, не се плашиме од нешто. Тоа е исклучиво заради долгите рокови на исплата, напреварувајќи се компаниите кои да добие тендер, ги добиваме како долги рокови на исплата. Училиштата општински и средни не должат ниту денар. За разлика од другите. За разлика од другите. Има огромни долгови. Не само тоа, има општини што должат по 35 милиони евра во државата. Ево, буџетот на општина Струмица е некој 18 милиони евра со се блок дотации. Самиот наш буџет е 9 милиони евра основниот буџет. 35-6 милиони евра. Ако ги ставиме овде долговите на школите, на детските градинки, на слично, има општини кои што имаат по 7-8 милиони евра само оврски на училиштата за грејење, за превоз и за струја. И само по себе тоа ја прави Струмица далеку во облаците пред било кој други општини. Тоа го зборувам заради тоа што секој пат во името на транспарентноста сум зборувал, се обидувавме 2 пати да се задолжиме, не добивме согласност, стегнавме заби дополнително со сопствени средства. Тоа беше за гасификацијата. Еве, гасификацијата ни носи многу заштеди од самите училишта, од градинките, од сите други јавни институции, благодарение на кој не генерираме долгови или оврски кои што во иднина ќе знаат да се струпулат врз вратот на сите граѓани на општина Струмица. Така, муабетот беше за отворено со градоначалникот, ова емисија веќе повеќе една година ја нема или отприлика една година. Меѓутоа, тука е емисијата отворено со општината и чинам дека и раководителите на одделенијата, директорите на јавните предпријатија и така натаму и тие на некој начин придонесуваат сите активности на општина Струмица. Добро, на крајот сме на 2005 година, реков веќе помалку на 2015 година, се извинувам. Реков сега веќе помалку од 51 час на делот од крајот на ова година, па чинам дека е време да направиме една рекапитулар за оваа 2015 година. Колку вие како прв човек на општина Струмица сте задоволни од реализацијата на буџетот за оваа година? Вака, јас сум задоволен од тоа што е реализирано. Буџетот е од податокот што го имам од крајот на минатата седмица е реализиран досега преку 86%, заклучно со крајот на годината 31 декември, ќе бидеме некаде околу 90%, тоа е одличен процент. Просекот во Македонија е помеѓу 55 и 60%.
во реализација на буџетите на општините, и тоа зборувам за општини кои што секако добиваат огромни дотации од страна на централниот буџет од владата во делот на реализација на огромни капитални проекти кои што се составен дел на општинските буџети, а приходот доаѓа едноставно од централниот буџет кој што е мој, ваш и наш на сите заедно. Ова реализација, како што спомнав, е за буџет кој што е прилично исти со оној кој што денеска го донесовме. Буџетот се разликува 2 до 3% од година на година, значи имаме едно стабилно ниво на финансирање и едно стабилно ниво на реализација на буџетските ставки. Тоа што не е реализирано е од традиционалните причини, имотно-правни односи нерешени, одредени затајувања, неуспешни тендери, имаме за одредени позиции, дали се јавуваат фирми на тендери, па ги поништуваме тендерите и бараме подизvodувачи. Комплицираниот закон за јавни набавки ги прави сите тие истоветни проблеми кои што се јавуваат, значи се од објективни причини, но тоа значи дека голем дел од тие нереализирани 10% во јануари веќе или средината на февруари, да кажам, ќе бидат во најголем дел изреализирани. За дел од нив имаме потпишано договори кај што успеале тендерите и очекуваме нивна реализација. Добро е тоа што во сите овие ставки се опфатени аспекти на секојдневното живење, а поврзани со надлежноста на општината. Градот Струмица се здоби со многу нови улици, нови тротоари целата оваа година. Селата исто така се изградија доста улици, на одредени места тротоари, инвестиравме во водоводна и канализациона мрежа, направивме одредени игралишта, реконструиравме училишта, од кровови до училници, до подови и слично. Значи капиталните инвестиции се реализира до крај. Да не ги наведувам сите тие повеќе од 370 проекти, јас би дал осврт на некои од позначајните. Така, и тоа не беше моето следно прашање. Крајот на оваа година ја одбележа предавањето во употреба на еден капитален објект, долго очекуваниот и долго најавуваниот ободен канал. Претпоставам ќе зборувате малку и за него, но и за оние други кои беа најзначајни во оваа 2015 година. Па, ако ги набројам најзначајните, ободниот канал е најзначајен, заради тоа што оваа година го завршивме. Тоа е драгоцен инфраструктурен проект кој што останува вековиште на употреба на многу генерации што доаѓаат по нас и решава еден акутен проблем на огромен процент од граѓаните кои што го имаа при сите поројни дождови. Сите води од падините на редовите над градот Струмица го напаѓаат градот по 6 порои, така да ги кажем. Ги знаат граѓаните пред се од градот Струмица. Тоа е еден дел помеѓу Баничкиот рид и Цареви кули, односно ридот над градот Струмица, каде што водите се сливаат во поројот Цвити Илиски порој, така. Тоа се нерегулирани порои, така досега. Регулирани порои се тие кои што постојат. Цвити Илиски порој и Крушевска република се регулирани порои. Останатите не се. И од Крушевска република исто така ги опфаќа дел од водите од падините, другите беа нерегулирани порои. Тоа се поројот 1, 2, 3, 4 и 5. Каде што се регулирани сега со самиот ободен канал, каде што водите кои што напаѓаат од тој дел на градот ги гледавме по текот од Турското мало, покрај Свети 15, болницата за нервно болни, средното училиште Никола Карев и целиот тој потек се до поројот Крушевска република. Последиците беа доли по Младинска и по Браќа Минкови, по Киро Абрашев, по Мара Минанова, Ката Поцкова, по сите тие улици кои што беа поплавувани. Сега сите овие води се офаќаат во воден канал, кој што е буквално широк во одредени димензии, каде што човек може буквално да трчи по него. Сите овие води се канализираат над куќите на градот Струмица, над градот Струмица и се носат во река Тркајна. Вкупната инвестиција на целиот овој проект е 650 милиони денари, кои што општината ги одвои од сопствени средства, каде што сите тие посебни средства требаше државата како државен проект да ги заврши. Но суштината е што Струмица е подзаборавена бајаги долго време од државата. 2010 година донесовме одлука од наши буџетски средства да го доизградиме ободниот канал, кој што како резултат на компатибилен проект со МЕА програмата беше обврска на владата да инвестира во негова изградба. А граѓаните и беше предмет на многу политички препукувања. Целиот овој ободен канал е веќе пуштен во употреба и треба да ги реши преку 80% од проблемите кои што ги тиштаа граѓаните.
дај Боже да биде тоа до 100% исполнување, но сега, после првите поројни дождови, кои ќе се случат, ние ќе можеме да алоцираме одредени црни точки, да ги наречам во градот, кои што треба да ги дорешиме. Дали, дефинитивно и она што е од градот Струмица, како плоштина, со поројни дождови, е некаде неопходно да биде опфатено. Затоа ова година има една ставка овде во буџетот за инвестиции на отворена атмосферска канализација со решеткаст покрив за дел од Младинска, заради тоа што претпоставуваме некаде ќе треба да инвестираме или да интервенираме во случај доколку има потреба, за да може да кажеме дека трајно Струмица е безбедна од поројни дождови кои што доаѓаат. Иако знаете дека по мерењата во многу развиени европски метрополи, кои што се на најмодерен начин решени, кога ќе паднат огромните дождови, не постојат такви големи ободни канали или нешто што до крај ќе биде решено. Но она што ги викаат 100 годишни води, кои што надоаѓаат над градот Струмица, тие би можеле да бидат офатени како тренд на поројни дождови кои што последните деценија, 2-3 се случуваат во градот Струмица, така и димензиониран и самиот ободен канал. Заедно со ободниот канал направивме истовремено и друга голема инвестиција. Тоа се фекалната и атмосферската канализација на улицата Бошко Буха, дел од улицата Бетовенова. Го направивме приклучокот на водоводната мрежа, регуларниот приклучок, таму имаше само некои диви приклучоци, и целосното бетонирање на Бетовенова, целосното асфалтирање на улицата Бошко Буха, поставување на тротоарите, детското игралиште, детското катче, клупите кантички, заедно со она што значи уредување на едно значајно место од градот Струмица, каде што живеат граѓаните од турска националност. Тоа е значаен проект. Меѓу овој друг проект морам да ја спомнам гасификацијата. Гасификацијата е гордост на Струмица. Јас се гордеам и се надам дека и струмичани ќе се гордеат. Причината е овие ПХ честички кои што гледаме во Скопје, во Тетово, во Битола, во Струмица не постојат или се во рамките на дозволените количини. Една од причините, не викам дека гасот го реши целото тоа, секако Струмица нема тешки индустрии, нема одредени други проблеми кои што ги имаат тие градови, но инвестирањето во гасоводната мрежа и замената на енергенсот нафта, дрва, струја и слично со газ е со силна импликација врз еколошкиот аспект, кој што е трајна придобивка за здравјето на граѓаните. Втората значајна работа е парите и заштедата околу парите. Со гасификацијата општина Струмица штеди повеќе од 200.000 евра годишно за загревање на институциите кои што се под наша надлежност, а благодарение на сите тие пари ние не должиме никому ништо, односно имаме можност и да инвестираме од блок дотациите кои што ни следуваат по глава на жител за модернизирање на наставните планови и програми. А тоа се основните и средните училишта, домот на арама, библиотека, општина Струмица, детските градинки, урбанизмот, противпожарната станица, еве веќе црквите се приклучуваат, значи имаме други фабрики приклучено, преку 150 куки се исприклучени, значи има големи придобивки од гасификацијата на Струмица. Проект кој што сами го инвестираме. Со пари на граѓаните на општина Струмица е 100% газда се граѓаните на гасификацијата на Струмица и јавното предпријатие и е некоја дополнителна материјална вредност, која што значи зголемен капитал во вредност за граѓаните на општина Струмица, кој што било кога градот Струмица може да го уновчи со продажба на приватен сектор и да реши со тие пари некое акутно огромно прашање кое што секако е за решавање. Трет значаен проект е припејд паркирањето во Струмица. Струмица веќе има поприлично регулирано централно јадро со паркирањето. Благодетот го чувствуваме сите и по полека со отстранување на оние мали тесни грла кои што се јавија, еве денеска падна одлуките на Советот за проширување на припејд паркирањето, се со конечна цел да го релаксираме до крај сообраќајот и на главните булевари и центарот на градот, но и периферните улици околу централното градско подрачје. Тоа е значаен проект. Јавното предпријатие благодарение на тој проект има нулта одржливост, значи нема потреба од општината да му дава пари за да обстојува, туку само обстојува со приходите, а она што го има остварено како добивка некои 192.000 денари, 3.500 евра, колку се 3.200.000 евра, ги донират на детските градинки за помагање за одредени потреби, за да покаже нулта рентабилност или нулта продуктивност или профитабилност како јавно предпријатие. Секако тука е делот и на
дејноста која што исто така има, тоа се уличните светилки. Значи, покрај гасификацијата на Струмица како посебно јавно предпријатие, ова ново исто така јавно предпријатие е одлично, кое што ќе биде од голем корист и капитал на идните генерации. Комуналец е исто така на здрави нозе. Тоа е тој субјект кој што се грижи за еден значаен дел од капиталните инвестиции на општина Струмица и инвестира дури од сопствени средства, одредени капитални проекти. Ги видовте, дел од тие проекти беа партнерство со општината, новите зелени површини на булеварите Балканска, Маршал Тито, булеварот Гоце Делчев, создавање на нови зелени качиња по градот и по населените места, одредена водоводна и фекална инфраструктура за проширувањето на градот, дел се општински пари, дел се сопствени средства, платите ги исполнува редовно. Така помина тој период на криза кога се дочнаше со платите. Знаете дека дојдоа во одреден момент инспекции кои што го казни јавното предпријатие со 7,5 милиони денари, дополнително Струмички слив инкасираше извршни решенија од некои 20 милиони денари, толку треба. Ние работиме на прак на профитабилност како јавно предпријатие. Велам, беа политички мотивирани заради тоа што ние ги отуживме овие решенија, имаме судски пресуди во наша полза. Тие судски пресуди потврдуваат дека тие пари треба да се вратат на јавното предпријатие, односно да се платат тогаш кога ќе настане прометот на објектите од глобал, заради тоа беше и казната од тогаш од страна на управа за приходи, но еве и овој процес е надминат и рекле старите дека тоа што не може да не убие, само може да не направи посилни, покапацитетни, поиздржливи, секако и тоа се случуваше. Комуналец е исто така на здрави нозе. Значи, би ги напомнал исто така, не знам, кровот и санацијата комплетно на училиштето во Свидовица. Граѓаните знаат дека уште еден проект кој превземен на некој начин од државната власт. Капиталните инвестиции во образованието се надлежност на државата. За жал, цело време ветувањата се разлекуваа, буквално од 2011 година, следната година. И тоа создаде револт кај почна да протестираат родителите на децата и со право. Општината буквално во тој момент тргнавме една улица, која што не беше до толку дотрајане за втор слој, 1.100.000 денари беше вкупно кровот. И директно овие средства со пренамена со одлуки на Совет ги насочивме во изградба на кровната конструкција, а заедно и проектираните средства со реновирање на прозорците и одредени други простори, вецето и други работи во самото училиште, го направивме и го адаптиравме самото училиште да има основни услови, и тоа сега се убави услови за учење и работа на децата и наставниците во основното училиште Даме Груев Куклиш, подрачно училиште Свидовица. Тука се и еден поголем проект, а тоа се инфраструктурните работи на делот на касарната и новите населби. Кои никнат таму. Тоа е на инвестиција, се најавив како град во градот Струмица. Буквално хектаражата е огромна. Најголем дел од приходите во буџетот на општина Струмица доаѓаат од земјишти, од комунали, од зградите што се градат таму. И ние сме должни најголем дел од парите да ги враќаме таму. Таму се изградени огромни проекти на водоводи, атмосферски канализации, фекални канализации и улици. Во моментот мислам дека се почна со поставување на канделабри за улично осветлување и слично. Овде трошиме буквално некои 100 милиони денари, сигурно капитални инвестиции за целата ова инфраструктура, и едната година ќе продолжиме, заради тоа што се повеќе и повеќе влегуваат комунали од зградите кои што се градат, а ние сме должни да ги враќаме во комунална инфраструктура. Тоа е едно ново место кое што ќе биде секако добре дојдено за наредните генерации, кое што во близината на центарот, на паркот, ќе имат одлична можност да го организираат својот живот, а општината, градејќи целата таа инфраструктура, создава амбиент и за овие јавни згради од бившата касарна да можат на крајот, со милост на владата, ако не го направи тоа до јуни, една идна влада сигурно ќе го направи од после јуни 2016, да ги додели трајно на општина Струмица, за да може да се искористат само за јавни потреби. Потенцирам, планирано е во командната зграда да бидат сместени јавните предпријатија, овие згради каде што инкубатор од ВИС телевизии и слични да бидат баш за невладиниот сектор, за граѓанските издруженија, да биде дневниот центар со деца со посебни потреби организирано онака како што треба да биде.
организиран противпожарната станица конечно да ја донесеме овде и да ја тргнеме од централното градско јадро и заради хаосот на флуктуацијата и функционирањето на сообраќајот со противпожарните возила кои што во одреден период е неопходно да биде брз и динамичен заради реакциите што треба да ги има и други јавни институции кои што беа овде предвидени во целиот дел на касарната, секако само МВР е реализирано како јавна институција која што беше проектирано. Тука се и стопанските зони. Стопанските зони се исто така значајни инвестиции заради тоа што повлекува некои 30 милиони денари од прилика со изградба на водоводи, фекални атмосферски канализации и пробивање на улици, каде што инвестираме доста, заедно со експроприациите кои што ги плаќаме, за да може да се реализираат сите тие улици. Идната година општината ќе плати некаде околу 35-6 милиони денари само за експроприации, и тоа се во урбан блок 3 и 5, тоа е зона Север. Во урбан блок 19, тоа е индустријската зона Кондабиле, зад Лукойл буквално, целиот овој потек, ќе плати за експроприација на урбан блок 17, 21 и 21/2. Тоа е на транзитниот пат од левата страна, движејќи се од Жито Струмица кон терминалот, значи целата оваа лева страна. Урбан блок 41, тоа е блокот околу Гроз Струмица, и урбан блок 25 и 26, тоа е блокот елитната населба, каде што веќе се продадени плацови и очекуваме се пробиени улиците. Доста таму исто така инвестиравме, но за да можеме да си ги платиме оние места кои што ни доспеваат 2016 за плаќање, се изградија некаде повеќе од 40 улици во градот, некаде повеќе од 20 во населените места, се изградија повеќе од 30 тротоари во градот и населените места, се изградија комунални инфраструктури од делот на фекална и атмосферска канализација, водоснабдување, резервоари, прочистителни станици за одредени населени места, одредени игралишта, ги знаат граѓаните во градот Струмица, во основното училиште Маршалтито имаме ново игралиште буквално, во средното општинско училиште Јане Сандански е буквално ново игралиште. Да не го забораваме игралиштето со вештачка трева, кој исто така годинава беше пуштено во употреба. Така, го пуштивме, каде што општината инвестираше, ако не се лажам, 10 милиони денари. Или нешто повеќе, не 10 милиони денари, море беше околу 20 милиони денари, 10 беа ова година и 10 минатата, ова година го пуштивме во употреба, која што е трајна придобивка на граѓаните на општина Струмица и многу други проекти. Да, проектот беше скоро целосно на општина Струмица, единствено донацијата од вештачка трева беше од Фудбалската федерација на Македонија преку УЕФА. Да, преку УЕФА и проектот Хет-трик. Хет-трик. Така. Чинам дека заокруживме една слика за тоа како поминува 2015 година. Вие сте задоволни, велите 87 до крајот на годината уште некои работи, значи 90%. 90% е одлична реализација. Се надам дека така ќе биде во наредната година. Треба да се надеват и сите граѓани, нели? Овде морам да потенцирам. Зошто сум среќен? Убаво е да покажеме суфицит. Општината една година покажа суфицит. Тоа значи 100% реализацијата е надмината. Имаме повеќе од 100%. Кризна година. Знаете, со миграцијата, сиромаштијата, тешко е да се исполнува буџет од 100%. Не е само да ги реализирате расходните ставки. Треба да ги соберете парите. А не можете душата да им земете на луѓето заради тоа што немат луѓето. Се повеќе и помалку има пари во семејствата во цела Македонија, така и во Струмица, без разлика дали се живее во село или во град. Нови градби на куќи ретко се случуваат. Комуналите најмногу доаѓаат од зградите. А зградите купувачи се најголем дел од нашиниците кои што живеат во странство. Значи, и данокот на имот тешко се наплаќа, и фирмарините тешко се наплаќат. Овие денови гледам после опомените кои што ги пуштивме зголемена наплатата, но и при вакви околности на финансиско тешко време, на голема сиромаштија, општината покажува одлични резултати. Добро. Колку вам ви беше тешко, само вие знаете, нели, бидејќи на јавност е име познато дека Зоран Заев, освен што е градоначелник на општина Струмица и прв човек на најголемата опозициона партија СДСМ, како ги усогласивте работа? Прво, јас сум среќен што успеав и ова работа да ги изменеджирам, за да можем еве денеска со полна уста да зборувам за 90% реализација на буџет, за решени 370 крупни проекти, односно и проблеми на граѓаните биле, да се бидат изреализирани. Тоа само по себе покажува дека општината останува прва
општини во Република Македонија, иако најголем дел од моето време, односно поголемиот дел од моето време, го трошам во Скопје на политичката партија чиј председател сум, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од еден дел тоа ме прави многу упатен во сите текови. И тоа знаење може да биде одлично применливо за интересите на општина Струмица, и тоа секој пат било така и ќе биде така, но истовремено загубив една значајна нишка, близината со граѓаните. Јас сум тука, ме гледат граѓаните и немам дилема, но секој пат бев на располагање кога бараа прием со мене. Кога сака да се видат многу често за лични проблеми, не се проблеми само врзани со општината, каде што позицијата градоначалник можеше да заврти телефон некаде, да направи некое плюс добро, освен тоа што секако е надлежност на општината да го дадете како наредба на институциите и да го решат како проблем на некој граѓанин. Не можам да ги правам приемите на граѓани, не сум тука за да можам постојано да се гледам, но наутро сум тука секој пат да го одржам состанокот со одредени раководители, да ги направам исплатите, да ги регулирам постапките, да се стави редот во кој што треба да се поднесат извештаите и да се дадат налозите за работа и решавање на одредени проблеми. Општинската администрација која е исто така добро изменаџирана, нели? Општинската администрација генерално ги решава проблемите. Морам да кажам дека генерално сум задоволен со одредена доза на критики, оти секој пат како рекоа старите, кога мачката не е тука, глувците знаат малку и да шетат. Така да можеме ние и подобро. Не сакам да бидам критичен заради тоа што навистина општинската администрација и низиното работење го надокнадуваат моето неприсуство. Но можеме да бидеме уште подобри и се надевам дека ќе бидеме уште подобри пред се приемчивоста на граѓаните. Мораме да имаме разбирање дека сите луѓе се на врх срце, некако кажано. Проблеми натежнале во секое семејство и трпението е поприлично кај сите изгубено. А ние сме јавни службеници, ние сме сервис на граѓаните, ние взимаме плата од граѓаните. И мораме да бидеме потрпеливи со нив. Тоа е тој дел на забелешката. Иначе во делот на експедитивноста, спроведувањето на постапките и се, немам генерално забелешки, односно имам пофални зборови, секој пат има по некој исклучок кој што се јавува, но се поправува, се разговара и се отстранува како одредена слабост на функционирањето. Дел од овој ваш одговор претпоставуваме и своевиден демант на обвинувањата кои доаѓа во текот на оваа година од редовите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, кои покажува со прст кон вас и велеа Струмица нема градоначалник. Една работа, сите знаат заради моето присуство во медиумите со национални концесии, каде сум секогаш, и гледаат дека еден голем дел од времето не сум во општина Струмица. Но тоа не присуство во нито еден момент не ја загрози општина Струмица во решавањето на крупните проблеми, постапки, програми, проекти, она што значи редовно работење на општината. Замерката беше исклучиво политичка природа, во сите тие политички напаѓања и препукувања го користеа, во одреден момент дури и протестираа за моето неприсуство пред општина Струмица, но еве годината помина, рекапитуларот е направен, сметката е завршена. Така да она што е проектирано и планирано со буџетот и програмите е решено и е реализирано. Јас сум доблесен човек, ги признав слабостите кои што политичката функција ми ги наметнува во делот на општина Струмица, но тие слабости се од оние навики кои што јас сум ги стекнал или створил кај граѓаните, за да можат да ме чувствуваат за близок, да дојдат секој пат во општинскиот кабинет, да разговарат за одредени потреби, а во одреден сегмент сега се намалени. Обично сабота, недела сум секогаш тука, скоро секогаш тука, разговарам повторно со граѓаните, решавам како што можам крупни проблеми. Ако прашате кој е тоа што најмногу помага финансиски за одредени акутни проблеми на семејства, пак е тоа ЗАЕФ и општината. Општината има мал резервоар, многу често тоа е со приватни средства, се со конечна цел да пружиме рака повеќе, да помогнеме повеќе на граѓаните, а со тоа да го направиме животот по-среќен за секое едно семејство, а посебно за оние пред кои што се исправени големи проблеми, за да може да им се олесне, да им се помогне и да ги надминат или пребродат тие такви проблеми. Кога зборуваме за 2015 година, тогаш тука и помошта која имавте континуирано кон институциите и манифестациите од областа на културата, тие 6-7 меѓународни манифестации колку ги има Струмица и сите општински спортски клубови, за да обстојуваат нели во нивото работење. Јас морам да ги спомнам, благодарам што ме подсетивте.
Културните манифестации се значаен дел и од програмите од буџетот на општина Струмица. Струмица Open Fest, Карневалот Струмички, Ристо Шишков, Ликовната колонија, Астерфест и другите културни манифестации, огромни проекти се тие и многу на број. Секој издавање на книга, општината го поддржува. Секоја идеја од областа на културата општината поддржува. Без разлика дали се работи за народните приказни, дали се работи за електронско издание на одредени стари книги, без разлика дали се работи за одредени други културни манифестации или творештво, па дури и дел што се реализираат во националната установа, општината ги помага или допомага во вкупната нивна финансиска конструкција. Сите спортски клубови добиваат пари од општина Струмица. Некои добиваат поголеми пари, зависи од масовноста на спортот и нивната пласираност. Ева оваа година имаме некои преку 14 милиони денари повторно средства. Само да се 14 милиона и 50 илјади денари повторно средства за спортот. Без драгоцените пари од општина Струмица спортот не може да обстојува. А спортот некогаш носи шампионски титули. Оваа година добивме од одбојката и купската титула. Некој пат сме втори места, трети места, некој пат отпаѓаме од некоја лига. Така е во спортот, но спортот носи здравје. Спортот носи рекреација за граѓаните и забава и секако сето она што значи исполнување на секојдневието на нашите граѓани. Така да сме присутни секаде, во секој сегмент од општественото живење. Пред малку рековте сметката е завршена, ама овде сме првенствено заради една друга сметка, таа се вика буџет за 2016. Кој што допрва ја отвараме, а крајот на едната година ќе направиме. Колку тежи буџетот за 2016 година, што истиот офаќа и колку е присутна развојната компонента болено? Ева вака, значи буџетот за 2016 година денеска е донесен од Советот на општина Струмица. Вкупниот буџет како основен дел на буџетот е 544 милиона 938 милијади и 950 денари. Тоа се некаде околу 9 милиони евра средства и тоа е споредбено со минатата година? Минатата година буџетот беше 539. Значи тука некаде 4,5 милиони денари некаде, сега е поголем овој наредниот буџет, заради тоа што очекуваме одредени циклуси за покачување на инвестиционата активност, да е Боже да се исполнат сите тие, но секој пат јас сум кажувал многу отворено, предпочитам да бидам оптимист, за да може да дигнеме летвата горе и да можете да жнееме кој нејзино исполнување. Лесно е да го поставите буџетот на 250 милиони, ќе го исполните и после може да се фалите со суфицит и со се. Убаво да имате цел која што нека не е најдостижна 100%, но не е 90% е убава можност за реализација. Вкупниот буџет со се блок дотациите е 1 милиарда 118 милиони 947 милијади 734 денари, од кои што 467 милиона 295 илјади денари се блок дотациите кои што доаѓаат за основно, средно образование, детските градинки, библиотеката и противпожарната заштита. 45 милиона 613 илјади 784 денари се самофинансирачките активности. Тоа се делот кој што значи партиципација на родителите за градинките, за купување на книга, плаќаме за изнајмување на книга во библиотеката, плаќаме доприносот што го дават децата еднаш годишно 500 денари, 1000 денари, зависи во кое училиште колку е. Тие се самофинансирачки активности на самите училишта или самите локални институции. Имаме 18 милиона и 100 илјади денари донации, кои што најчесто се од европските фондови, и тие се проекти кои што се во фаза на реализација или проекти кои што оваа година ќе почнат да се реализират, а за кои што имаме веќе добиено решение дека се добиени грантови. И оваа година прв пат во буџетот проектиравме ставка од 45 милиони денари кредит, бараме согласност од владата и позитивно мислење од финансии за гасоводната мрежа по трет пат. Два пати не добивме ни данин ни одговор. Јас не се надевам дека до јуни месец ќе добиеме, но сум оптимист дека во втората половина на 2016 ќе добиеме конечно согласност, не од оваа влада, од една друга влада, која што на Струмица ќе смета исто рамноправно како сите други општини, што не беше случај до сега. Се работи за капитален проект, сакаме капацитетноста
она што го знаеме како ноу-хау, знаење, досега искуство, ни дава можност да влеземе и да изградиме мрежа како што треба, а не да правиме 100 метра тука, утре 200 метра на други места, кога ќе влеземе во еден урбан блок да го решиме целиот, а проектирано да решиме повеќе урбани блокови. Сакаме да пуштиме прв пат цевки по селата, заради загревање на пластениците и во одредени други населени места, во самите урбани јадра на селата, доколку има интерес од страна на граѓаните. Целта е да го заокружиме комплетно целиот овој проект. Ако го добиете, ако го добиете кредитот добро, ако не го добиете пак добро, пак ќе велите општина Струмица единствената незадолжена општина и готово. Така е, нема дилема, но овие пари кои што ги бараме за капитален проект кој што сам ги враќа парите од своите заштеди. Ние не бараме за улици, за мостови, за за тротоари, треба да наплаќате патарина или мостарина, за да може да ги враќате тие пари. Ние бараме за капитален проект. Ако добиеме, било добро, ако не, здравје, општината ќе продолжи со сопствени средства да ги гради сите комунални проекти, меѓу кои и гасификацијата. Ако дозволите, традиционално при носењето на буџетот сакам на граѓаните да им го доближам буџетот. Да ги знаат сите детали и во приходниот и во расходниот дел, да знаат општината од каде чека пари за наредната година и каде има намера да ги истроши тие пари. 6 милиони денари се приходите од данокот од доход. Секој граѓанин кој што зима плата, се плаќа персонален данок на таа плата од страна на работодавачот. 3% од персоналниот данок од плата доаѓаат во општинската каса, 97% одат во буџетот на Република Македонија. Вкупно собираме околу 6 милиони денари. Данок на имот плаќаме сите. Данок на имот од физички лица, од правни лица, данокот на прометна недвижност и данокот на наследство и подрок, вкупно во буџетот носат 50 милиони денари приход. Од таксата за привремен престој, што ја плаќаат сите хотели, од сместување, се 500.000 денари. Фирмарина, сите фирми во Струмица годишно учествуваат во приходот на буџетот на општина Струмица или фирмарината е вкупно 14 милиони денари. Такса од регистрација на возилата имаме 3,5 милиони денари, такса од јавното осветлување имаме 37 милиони денари, такса од користење на јавни површини имаме 1 милион денари, такса за музика 500.000 денари, такса од користење на плоштад 100.000 денари, приходи од комуналец од јавна чистоќа се 6 милиони денари, од комунали на куки, згради, деловни простори, фабрики и слично, легализации се, општина Струмица проектира за 2016 година 214 милиона и 700.000 денари, такси за користење или дозволи за вршење на дејност 500.000 денари, такси на доместоци и други 3 милиони денари, административните такси на доместоци, тоа се 100 денари, 250 денари за извод од урбанистички план и слично, собираме вкупно 500.000 денари, од други неданочни приходи, тоа се сите други приходи кои што се сливаат во касата на општината, 27 милиони денари, 81 милион денари наплаќаме пари од продажба на земјиште. Земјиштето кое што го управуваме ние, 80% од парите влегуваат во општинскиот буџет, 20% одат во државата. Трансфери од други нивоа на власта, тоа се фондот за патишта или агенцијата за патишта, делот што следува на општина Струмица и другите средства што не следуваат се вкупно 3 милиона 632.000 и 5 милиона и 200.000 денари. Трансфер од агенцијата за финансиска подршка на развојот на регионалниот развој 18 милиона 491.000 денари, трансфер од бирото за регионален развој се 740.000 денари, вишок од оваа година се 9 милиона и 900.000 денари кои што остануваат на сметката и се пренесуваат во наредната година и блок дотацијата од ДДВ, односно дотацијата од ДДВ е 46 милиона 052.000 денари. Имаме приход од фондацијата на Институт Отворено општество Македонија за стартап бизнис за млади. Тоа е еден нов убав проект кој што треба да отвори работни места за младите. 1 милион 315.000 денари и ние партиципираме со уште толку пари од нашиот буџет. Повраток на средства дел од фондовите после наши плаќања се 6 милиони 900 и грант од ИПА за трите детски градинки се 7 милиона 380.000 денари, трите детски градинки во Куклиш, во Муртино и Просеников оваа година ќе се реализираат сите. Сега каде ги трошиме парите? За совет, за градоначалник и за плати се исто како претходната година. Значи немаме зголемување на овие непродуктивни трошоци. Но имаме
реконструкција на 6 домови на културата во селата и уредување на паркови и зелени површини во 5 населени места. Вкупно средства за тоа се, заедно со пристапноста до природниот локалитет Банско, 21 милион и 819 илјади денари. Имаме уредување на поројот Тутај во село Габрово, 868 илјади денари. Изградба на новиот дом на културата Куклиш, ова година сакаме да почнеме, 3 милиони денари. Ќе направиме нова сала за венчавки. Тоа е на локацијата на во домот на домот на армијата, каде што досега беа невладените организации, заради тоа што старата локација веќе е новата сала за седници на совет, но го задржавме ова каче заради паркот, зелените површини, можност да се сликат младоженците, убав амбиент и слично. Овде ќе направиме нова сала за венчавки. За одржување на работните простори во општините и општинските институции имаме вкупно 1 милион и 200 илјади денари. Тоа е обновување понекогаш на клима уред, биро, столче, компјутери застарени или слично. Ова година ќе стартуваме со машините за електронско изјаснување на граѓаните. Тендерот е веќе завршен, но плаќањето ќе биде една година за е-гласање или е-одлучување. Граѓаните ќе имат можност за одредени прашања да со отисок на прст се изјаснуваат поеднаш за одреден проект, за одредена намера, интерес на граѓаните, иницијатива на општината или слично, како еден модернистички проект кој што ќе се реализира. И овде во програмата ЕА капитални трошоци на општината имаме изградба на нов центар за невладените организации во Скрвницата Лајк со целосно опремување на тој центар. До сега тоа е поранешната венчална сала, сега беше Лајк, сега општината тука ќе изгради еден цел центар за невладените организации со канцеларии за одредени невладени организации, за една сала за состанување со сите, целосно градежно реорганизирање, но и материјално и техничко екипирање на целиот овој центар. За донесување на урбанистички планови ќе потрошиме 3 милиона и 400 илјади денари, за уредување на градежно земјиште делот на рушење, тоа се вика за рушење на објекти, 1 милион и 400 илјади денари. За улици, патишта, тротоари и експропријации во градот Струмица ќе потрошиме 129 милиона денари, и тоа ќе направиме пат до ловниот дом од страната на поројот Свети Илија, ќе поставиме велосипедски паркинзи, ќе реализираме улица покрај Агроберзата, за касарната за нови улици имаме 12 милиони денари, ќе пробиеме патишта во Софилар во вредност од 2,5 милиони денари, ќе отвориме улици во индустријските зони дополнително со 16 милиони денари, ќе ставиме втор слој на улицата Коста Бозов, и тоа од браќа Миладинови до Ило Шопов, ќе направиме кружен тек на Ленинова со 24 октомври, асфалтирање на улицата Прохор Пчински кон Експерантот, асфалт на улицата помеѓу Католичката црква и зградата Ел Грант, тоа е на покрај улицата Климент Охридски, транзитниот пат, асфалтирање на улицата Тодор Чучков 55 метра, асфалтирање на улицата Пиринска од Егејска до Ѓуро Ѓаковиќ, асфалтирање на джеп на Моше Пијаде, втор слој на улица Ѓуро Салај, втор слој на улица Сава Ковачевиќ, втор слој на улица Браќа Миладинови, тоа од Братство единство до Панче Пешев, тој дел што остана, пробивање на улицата до Благој Мучто 21, бетонирање на сокак на улица Димитар Влахов позади Караристови, бетонирање на сокак од улицата Ѓуро Ѓаковиќ до Светозар Марковиќ, бетонирање на патека на улица Крушевска Република, бетонирање на улица Кирил и Методи од број 88 до 90, бетонирање на улица Партизанска под Ловендом, бетонирање на џебови на улица Пиринска, бетонирање на 2 џеба на улица Братство, подпорен зид на улица Братство број 14, тротоар на Илио Шопов, тротоар на улица Борис Попдимистров од десната страна, тротоар на Младинска од амбулантата до крајот, тротоар на Димитар Цветинов од број 36 до 38, вкупно 20 метра, поправка на тротоарот на Стив Наумов од мостот кон грабиштата, поправка на тротоарот на Моше Пијаде кај број 62, поправка на тротоарот на улица 11 октомври, тротоар на Ѓуро Ѓаковиќ од левата страна од Топчето до Католичка црква, тротоар на улица Светозар Марковиќ, тротоар на улица Ограждена од двете страни, тротоар на Димитар Влахов од двете страни од Дипон до крајот, тротоар на улица Елка Јанкова од Маршал Тито до Спиро Захов. За експропријација ќе потрошиме 25 милиони денари дополнително, втор слој на улица Славчо Стоименски од црквата Свети 15 до Бариел, пробивање на улица Струма, пробивање на улица Партизанска,
пробивање на улица Кузмен Јосифовски Питу, пробивање на улица Васил Главинов, асфалтирање на улицата меѓу Ката Поцков и Боро Поцков, потпорен зид на улицата Пролетерска, потпорен зид во трета урбана заедница, бетонирање на улица Контурските гробишта во Турското мало, проектирање и ревизија на патишта и канализација, тампонирање на улица Плачковица и овде спаѓа едно музичко катче на горниот дел на плоштадот и реорганизирање на големата фонтана. Во програмата ФД имаме следни активности. Во Габрово каскада на реката за да нема наноси, потпорен зид, бетонирање на каналот школото до автобуската, во Раборци имаме оградување и уредување на дворот во школото, во Попчево имаме бетонирање на улицата од Жежова тумба до Бранко Танчев, бетонирање на улица од Пошта до црква, бетонирање на канавките кон Плаз во Муртино имаме тротоар од школото до Гале Галев, во Муртино имаме реконструкција на постоечките тротоари, уредување на паркот на сред село, во Сачево имаме реконструкција на мостови во селото кај игралиштето, во Банско имаме уредување околу зградата на школото, во Куклиш уредување и оградување околу бунарот, паркот до школото, оградување и осветлување на школото во Свидовица, во Илјуса имаме тротоар од Јоце Плячков до Маријан Михајлов, во Илјуса имаме и проширување на селските гробишта. Во Градско Балдовци имаме тротоар на улицата кон Студио 2, во Градско Балдовци имаме парки и клупи во центарот на селото. Во Добрејци проширување и оградување на селските гробишта и поправка на тротоарот, во Баница имаме уредување на центарот на селото, во Костурино уредување на просторот пред домот на културата во Костурино, тротоар на главниот пат во Костурино, реконструкција и оградување на игралиштето во Рич, пешачка патека од домот до салата во Куклиш. Ке почнеме со изградба на новата населба во Турското мало, уредување на пазарот Кантон со бекатон за пристап и ќе почнеме повеќе наменската сала за повеќе потреби во делот на касарната оваа година. Во делот на подршка на локален економски развој имаме посета на стопански субјекти, проекти и стратегија за енергетска ефикасност, проекти и подршка на стартап бизнис за млади, трансфер до Центарот за подршка на невладените организации, годишните подршки што ги даваме. Овде е печатење на промотивни материјали на општината, членарината во ЗЕЛС, трансферот по закон за рамномерен развој, посета на саеми, локален економски и социјален совет, форумскиот процес за буџетот 2017, трансфер до детскиот парламент годишно што го помагаме, саем на денови на градинарството организирани од Кукла градинар од Куклиш, проект за подршка на НВО извор за доградба, проект за надградба за награда за најубав двор, проект со општински совет за безбедност, проект во Малезија за пијанистот Даница Стојанова, проектот во образованието наставници на сцена, проект на документација за киносала ќе изработиме оваа година, имаме проектна документација за концертна сала за музичкото училиште, проект за Microsoft лиценци за ученици, каде што 200 ученици ќе добијат вакви лиценци, проект имам право да знам што јадеше моето дете, кој што ќе спроведеме во градинките за потребите на родителите. Во делот на одведување и прочистување на отпадни води, се чистење на канали во селата по спецификација 1 милион денари, чистење традиционално на каналот Крушевска република, каналот во Софилар, чистење на каналот над Плачковица, каскадите и одводнување на центарот во село Добрејци. За улично осветлување ќе платиме на Евана околу 13 милиони и 500 илјади денари, а за замена на уличните светилки и нови капитални инвестиции 4 милиона и 200 илјади денари. За јавна чистоќа, тоа чистењето на јавните прометни површини према комуналец ќе платиме 6 милиони денари, чистење на диви депонии и водоча, уредување со зеленило, дезинфекција и деретизација и за коморци и за глодари, чистење на дива депонија после градските гробишта. Понатаму во делот на заштита на животна средина имаме мониторинг на вода, воздух и почва, план за отпад со стратегиска оценка, расчистување на други диви депонии, околиска политика за ИСО 14001, едукативни проекти за заштита на животната средина. Ова година ќе продолжи започнатата постапка за изработка на нов локален еколошки акционен план и програма за катастар на загадувачи. Имаме ставката за заловување на кучиња скитници, проект за подигање на свеста за чистоќа. Во делот на одржување на улици и патишта и режим на сообраќај, за крпење на ударени дупки имаме 3 милиони денари, за зимско одржување 740 илјади денари, хоризонтална сигнализација 1.500.000, вертикална сигнализација 900 илјади денари, чистење на банкини и сливници покрај пат, замена на капаци и решетки на самите канализациони шахти.
За нови паркови зеленила, капитални инвестиции, кои што преку комуналец ќе значат отварање на нови квадратури, на нови зелени површини, имаме 4 милиони денари. За новогодишно осветлување 2 милиони денари, нови улични светилки како капитални инвестиции 1.200.000, проектирање и изведба на мрежа за јавно осветлување во Попчево 300.000 денари. Во делот на улици со асфалт и цементирање во населените места се следните. Во Габрово имаме асфалтирање на улицата од водопадот до Андон Велев, во Раборци асфалтирање на улицата во селото, и тоа главната улица, во Дабиле асфалтирање од куќен број 69 до 65, од број 77 до 78, од број 70, и тоа се 100 метра, од број 78 до 80, од број 327 до 324, од број 101 до број 104. Во Просениково, патот Просениково-Струмица, втор слој на најголем дел од овој пат, проектирани се 3 милиони денари. Во Добрејци, уште еден слој на асфалт во центарот на селото, асфалтирање на улица од број 39 до 41, улица од број 40 до број 53 и улица од број 94 до последната куќа. Во Куклиш имаме асфалтирање на улици, кои што од оваа година започна и треба да се дозавршат наредната година. Имаме санација на застарени улици, тоа се улици кои што општината барем во последните 10 година не ставила ни втор слој, ниту асфалтирање, треба да ги санираме. Имаме втор слој на улицата пред училиштето за невилирање. Во Муртино имаме втор слој од центарот Комуна Спитово. Во Муртино имаме улица од З-плац до Раде Донков, асфалтирање на улица кај Живко Георгиев 80 метра, улица од Стефчо Георгиев до главен пат, улица од Миле Поцков до Асен Јовов, улица од Живко Котев до Глигоров и крпење после канализација во Муртино. Во Банско имаме улица од училиштето до Георги Урдовски, улица од Ајати Ибраимов до Реджеп Реджепов. Во Велуса имаме вториот дел на улицата Зурапова Чешма, во Баница имаме втор слој на улицата према школото, во Сачево имаме асфалтирање на центарот на селото, асфалтирање на улица од главната улица позади школото до семејството Стојкови. Во Сачево имаме улица од Стојан Коцев до Алекса Темелков, во Костурино имаме асфалтирање на улица од Ристо Илиев до Борос Милјанов, во Белотино имаме главната улица асфалтирање, во Свидовица имаме улица од Трафостаница до Турски гробишта и улица од црквата до Ванчо Мазнејков, во Водоче имаме улица кон семејството Јованови, Маџункови и Илиеви. Повеќе годишни инвестиции имаме, кои што оваа година се склучени договорите, треба да се реализираат наредната година. Имаме бетонско покривање на каналот пред школото во Дабиле. Градско Баловци имаме втор слој на главниот пат од семејството Кировски до црквата. Во Градско Баловци имаме асфалтирање на улица од Ников кон игралиштето. Во Ричи имаме асфалтирање на улица од центарот до Горна Чешма. Имаме подршка на припејд паркирањето за набавка на нови опреми заради развој на припејд паркирањето. Ова година ќе набавиме нова корпа и возило за уличното осветлување, втора да ја имаме. Ќе имаме вадење на броилата од трафостаниците и ормарите на околу 70 трафостаници. Сите инструменти кои што се за улично осветлување ќе ги извадиме надвор, за да може слободно да пристапува нашето јавно предпријатие без да бараме дежурни служби од Евана да дојдат, но тоа ќе овозможи и компјутерско менаџирање на штедењето на уличното осветлување. Што значи во одреден период од ноќта ќе се гаси секоја втора светилка или секоја трета светилка. 2 сабајле, 4 сабајле, која е најмало движењето, да предизвикаме дополнителни заштеди и подршка на јавното предпријатие паркинзи од комуналната такса, кој што они ја собираат од граѓаните, ја оплаќаат на буџетот на општина Струмица, ние ја враќаме како подршка. Во делот на системи за водоснабдување за нови водоводи во градот имаме 1,5 милион денари. Втората половина на Климент Охридски ќе се обновува водоводната мрежа, тоа е делот за останат и неопфатен во МЕА програмата. Многу често се прашуваше кога ќе се замени и тој делот азбестните цевки. Токму тоа го правиме, почнавме 2015, првата половина е завршена, втората половина на Климент Охридски од 6 милиони денари ќе биде завршена 2016. Во касарната инвестиции за нови водоводи од 3,5 милиони денари, во Дуб 41, тоа е околу Грост од 1 милион денари и водоводи во зона Север и другите индустријски зони од 1 милион денари. Во системи за одводнување и прочистување на води имаме нови канализации во градот 1,5 милион денари, да си платиме остаток за ободниот канал, ни останават уште некои 2 милиона и 400 илјади денари.
канали во Муртино продолжуваме на сред село со дополнителни 1 милион денари од она што веќе е започнато. Имаме повеќе годишни инвестиции во Турското мало, отворена атмосферска канализација на делот Младинска, која што ја спомнав во првиот дел од емисијата, за канализација во касарната 9 милиони денари, за фекална канализација на Дуб 41, тоа е делот околу Гроз 2 милиони денари, канализација во зоните за стопанства 1,5 милион денари, ќе отпочнеме со изградба на канализацијата во Балдовци, чистење на каскадите Крушевска република и Плачковица, чистење на слечиште на улица Братство, чистење на канали во село Баница, повеќе годишни инвестиции за чистење на канали во населените места, односно во селата, чистење и проширување на канали во Куклиш, канал на улица Кирил и Методи, негово санирање. Во паркови и зеленило ќе отпочнеме оваа година еден многу значаен проект, а тоа е уредување на 50 локации во градот и селата. Во градот се пред колективните згради, а во селата се на неколку места во селата, центарот на селото или центарот на чифликот во селото или слично, за да може да создадеме колку што може повеќе зелени површини. Тоа не е само засадување на трева, туку со одредени реквизити за децата, одредени модернистички елементи кои што ќе го оплеменат целиот простор. Овде ќе влеземе во партнерство со граѓаните, Комуналец, Младинскиот совет, невладените организации од областа на екологијата и општина Струмица. Оделени се 100.000 евра за сите овие 50 локации. Хортикултурно уредување на плоштадот во Струмица, сезонски цвеќење со акции за канделабри на старата чаршија од централното градско подрачје, околу собранието и плоштадот, реновирање на игралиштето на улица Киро Минанов, детскиот парк на Борис Попдимитров, кај број 10 и 12, засадување на дрвца на тротоарот пред Народна техника, хорти уредување на сред село во Велюса, хорти уредување на сред село во Свидовица, уредување на површина околу спортски објекти и аквариус, пробивање на пристап на банички рид за параглайдери, уредување на трим патеката Свети Илија. Во делот на гасификацијата, сопствени средства покрај овие што ги бараме од кредитот, имаме 13 милиона 430 илјади денари. За урбана опрема имаме 3 милиона и 900 и тоа реновирање на детски игралишта, кошеви и стативи во школото Просениково, кошеви во школото Муртино, клупи и канти, отстранување на коси рампи на Моше Пијаде и Браке Миладинови, клупи и светилки на детско игралиште на Киро Минанов, санација на трим патеката Свети Илија, реконструкција на фонтаните во градот, реконструкција и одржување на цвеќарници, заградување и покривање на просторот за контејнери на улицата Братство и Единство број 7, летниковци кај зградите на улица Јанко Цветинов број 52, реновирање на детското игралиште Маршал Тито кај зградите во 8 урбана заедница, изградба на скали со ограда помеѓу Ѓорги Василев и Бетовенова, обнова на спортското игралиште во Просениково, изградба на автобуска постројка во Габрово, кошаркарското игралиште во 4-та урбана заедница. За библиотеката имаме подршка 700.000 денари и за конзервација и дигитализација на ретки книги имаме 150.000 денари. Музичката и кинотечната дејност, тоа се културните манифестации. За Струмица Опен фестивал 3 милиони денари, за Ристо Шишков 1.200.000. За ликовната колонија 200, Астерфест 700, фестивалот на афоризми ќе подржиме, Распеани струмичани, проектот за подршка на млади уметници, фестивалот под кулите на Струмица, хорот Деница и школи за кавал, Трешијада Велюса, фестивал за детски песни Јојо, други културни манифестации и одбележувања, издавање на книги и списанија, проекти од областа на културата, подршка на Сдруженијата на борци, проектот за представа и фолклор во Куклиш, Вестник се за Струмица, подршка на проектот за Јамајка, Берлин, Лос Анџелес, проект за 5 години 100.000 поети за промена, меѓународен фолклорен фестивал Тримери, проект за струмички приказни, Малградски театар Струмица, проект историографија за Струмица од Бајрактарова. За карневалот ќе оделиме 2,5 милиони денари како и оваа година што помина 2015. За програмата за спорт ќе ја подржиме Академија Пандев за турнирот во Виареџо. Имаме проект да и женските играат фудбал. Дотацијата за спортските клубови годишната програма е повеќе од 3,5 милиони денари. Имаме дотација за одбојка машки, дотација за одбојка женски, дотација за кошарка, дотација за тиверија, дотација за зомимак, дотација за тренери во спортски клубови, турнир авторели крос меѓународен, турнир во одбојка на песок, Струмица Опен ориентација, проект за ориентација на млади во планините, дотација за ФК Беласица, дотација за шампионски титули кои што ги даваме како награди и спортски турнир во Водоче ова година се обидуваме прв пат да организираме. Дотација за детските градинки како трансфери се 2,5 милиони денари.
Во програмата за социјална заштита имаме сензорна соба за децата со аутизам, кој што треба да биде еден нов момент во делот на едукацијата и образованието на деца со аутизам во Центарот за аутизам Струмица. Имаме проекти за лица со посебни потреби околу 300.000 денари, имаме поправка на архитектонски пречки за хендикипирани лица, имаме проект Банка за храна, имаме трансфер за невладени организации по програмата за социјална заштита од 600.000 денари, прифатилиштето за жртви на семејно насилство, проект со избор за 6 месеци за 3 лица, трансфер до Црвениот крст, трансфер за лица со посебни потреби за патни трошоци и трансфер за толкување на слепи лица на одлуки на општината. Во иднина 2016 година, кога ќе се пренесува Советот на општина Струмица, ќе имаме и толковен јазик за слепите за глувите лица. ЕУ проекти од поранешни години. Тие се проекти кои што општината ги плаќа со сопствени средства, а после Европската унија ги рефундира парите, како што е Цареви кули, изградбата на Цареви кули, повеќе годишен проект. И имаме за основното образование трансфери за дефектолози и логопеди. Ние ги плаќаме во сите училишта, и исто така тоа и во средните училишта. Имаме до средното општинско училиште Димитар Вланхов трансфер за дигестатор и за одбележување 70 години постоење. Имаме трансфер до гимназијата Јане Сандански за санација на кров, ходници и дворот. Имаме реконструкција на кровот на училиштето во Дабиле, 1.400.000 денари, меѓукатна плоча во Маршал Тито Струмица, 400.000 денари, преадаптација на училница во основното училиште Маршал Тито Муртино од 300.000 денари. Трите детски градинки во трите населени места, влезна рампа во градската библиотека, имаме плати на пожарникарите, одржување и работни дела за вработените во територијалната противпожарна единица од 11.900.000 денари. Тоа е отприлика буџетот за 2016 година, без донациите, без самофинансирачките активности и слично. Отприлика сите вкупно проекти кои што ќе се реализираат ова година, може би се во помал финансиски обем, но се на број повеќе, некаде се околу 400 вкупно проекти за 2016 година. Колку при проектирањето на овој буџет за 2016 во делот на инфраструктурните проекти беше слушната гласот на граѓаните, барањата, потребите на граѓаните? Значи, не повеќе од 5 до 6% се предлози кои што доаѓаат од општинската администрација или општинските институции, така да ги кажем. Сето друго е тоа што е сугерирано од урбаните заедници во градот, местните заедници во градот, тоа е најголем дел, форумите на заедници, невладените организации, бизнес заедницата и ВМРО-ДПМН како политичка партија која што партиципираше со 151 проект од прилика, кој што еден дел се овде во буџетот, другиот дел се во комуналец, во јавното претпријатие паркинзи и улично осветлување или гасификација, распоредени. Така да секоја година буџетот на општина Струмица, еве ако сум 10,5 години градоначалник, 9,5 години се носи по пат на директно вградување на предлозите на граѓаните кои што доаѓаат преку урбаните заедници или преку сите овие форуми кои што ги кажав. Средби на граѓани по населените места, по местните заедници и така натаму, нели? Овој пат се прави по пат на форумски сесии. Веќе 2 години, 3 години се форумски сесии, 2 години урбаните заедници дополнително покрај форумите доставуваат и предлози кои што доаѓаат од потребите на местната или урбаната заедница, увидени како годишно скенирање на местото на живење. Истовремено, овде се вградени доста предлози на индивидуалци кои што го образлагаат својот проблем, настапиле пред институциите, испратиле своје барање, а реално за решавање не е само гола потреба, некоја си која што некој заради хирја бара, туку е насушна потреба се гледа и имаме предлози кои што сигурно повеќе од 20 граѓани сугерирале одредена работа и овде се инкорпорирани или вградени. Колку сте оптимист за целосната реализација на оваа програма за работа, овие изминати 10 години, колку што спомнавте, секоја година реализацијата се движеше тука некаде. Меѓу 90 и 97-8%. Јас би бил среќен ако тоа се случи и за 2016 година. Навистина реализација на буџет околу 90% е апсолутен успех, целосен успех, заради тоа што
го кажав просекот во Република Македонија е помеѓу 55 и 65%. Од прилика 90% е стварно еден праг кон кој што треба да тежнат сите други општини. Тоа значи дека реално димензионираме буџете, не е само желботека внатре да ги ставиме желбите, туку да ги поклопиме со можностите и капацитетите на општина Струмица, а преку нејзината реализација програмите и буџетот во целата буџетска година, се што е помеѓу 85% и 98% на реализацијата, мораме да бидеме повеќе од задоволни. И тоа е тоа, господине градоначалнику, тоа беа моите прашања за оваа емисија, но не можам да ја одјавам емисијава доколку не го поставам она традиционално прашање во последната емисија од годината, која секојаш го поставам, а тоа е каде Зоран Заев за нова година. Еве вака, за да знаат и оние каде што ќе одам, не е нешто ново, 11 години подред. Јас сум во Заводот за заштита Бања Банско, заедно со штетениците, а тоа се лицата со телесен хендикеп, кои што се сместени во Заводот Банско. Веќе трета година поред не ги шетам, дежурните институции станаа многу на број. И искрено го кажувам тоа, заради тоа што секоја година, знаете, тие дежурат, додека сите слават, општината ги посетуваш. Но сега, ако тргнеме буквално од 12 саат, треба да завршиме другиот ден на пладне, од се многу институции, поделеноста на Центарот за управување со криза, со Агенцијата за заштита и спасување, па имаме дежурна стоматологија, дежурна болница, имаме раѓањето на детенцето, имаме противпожарната станица, имаме филтер станиците и водоснабдувањето и многу други институции кои што дежурат, а не можеме да ги поделиме некаде одите, некаде не. Секако наредниот ден ја посетуваме го посетуваме оделението за гинекологија при Општа болница Струмица и на мајката на првото бебенце родено. Општината дава книжка од 20.000 денари со персонален данок платен и секако букет за мајката, кое што секако значи и соопштување на првото новороденче во наредната година која што почнува. Јас ова година некаде после 10-11 часот веќе ќе бидам во Заводот Банско. Очекувам да се задржам таму најмалку до 2 часот. Постои бдение во црквата, вечерта сакам да одам во црквата ако ме пуштат штитениците порано да напуштам, ако не ме пуштат тогаш ќе одам за Божик, кога ќе е тоа бдението, такви се отприлика плановите. Нова година Божик ќе поминам дома со семејството. Се надевам од оваа пуста политика малку ќе одмориме и ќе успокоиме душата, да се укотвиме дома со семејството. Имам лично потреба, имам потреба и од одмор. Ќе ги искористам буквално овие меѓу први и 5 или 6 денови за одмор и еве ќе соопштам, ќе одмарам меѓу први и 6 колку што е тоа возможно, ќе си бидам во Струмица, во кругот на семејството, секако ќе ме видат и на Коледарскиот оган во Струмица, но секако ќе ги испочитуваме сите христијански празници кои што доаѓаат. Така, како што имате потреба за одмор, така претпоставувам имате и желби за 2016. Кои се вашите желби? Кои се желбите на градоначалникот Зоран Заев, на политичарот Зоран Заев, на човекот, таткото, сопругот Зоран Заев? Исправен пред ваква година која што ја испраќаме 2015. Некои ме дефинираат како херој, некои викаат ненормален лудак, не знам што, јас горам од желба. И таа желба толку е присутна кај мене, што ги потиснува сите други желби. И некои ќе кажат, абе деца имаш дома, семејство имаш дома, треба ли да е тоа? Јас сум лидер на опозицијата и градоначалник на една убава општина, која што важи за најперспективна општина, човек кој што е посветен на политиката, иако сум економист по професија, доаѓам од бизнис секторот, мојата желба за 2016 се вика слобода. Слобода во секој смисла на зборот. Да вратиме спокојот, смиреноста, насмевката кај граѓаните. Слобода на говорот, слобода на изразувањето, слобода на севкупното општење, слобода на судството, слобода на медиумите, слобода на семејствата, слобода од казни и од извршители, слобода од секаков аспект. Мечтаам за таа слобода во 21 век, знам дека е достижна, поприлично се доближивме и знам дека ќе успееме. Како човек, Зоран Заев, како градоначалник, како политичар,
За жал или за среќа, мојата желба е таа, е споена во едно и се надевам дека ќе ја дочекаме сите граѓани подеднакво, без разлика на нашата политичка преокупација, ориентација или определба, нашата верска и религиозна определба, но секако вид на наша определба. Слободата ја заслужува секој граѓанин во нашата земја. Македонија е на територијата на европскиот континент. Живееме втора декада во 21 век и тоа е одминува втората декада, веќе во втората половина на таа втора декада навлегуваме. Се надевам дека ќе ја дочекаме, заради тоа што ако има слобода, има и прогрес, има и среќа, има и позитивни моменти, има и повеќе насмевка, повеќе смеа, а и животот е поубав. Господине градоначалнику, ви благодарам што бевте дел од емисијата Отворено со општината и ви посакувам се најубаво во новата 2016 година. Благодарам и на вас на поканата, благодарам на можноста што и мене и на општинските раководители дозволувате да преку вашиот медиум го доближиме нашето работење до граѓаните и ги направиме упатени. Секако и ја користам приликата на сите гледачи на ТВ каналот ВИС и на сите жители на општина Струмица, но и целиот регион кој што ова регионална телевизија ја покрива, да им посакам среќна нова година, многу лична и семејна среќа, благосостојба и береќе да ги следи сите граѓани, сите што не гледат во наредната 2016 година. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Среќна нова година и вам. Ова е последна емисија Отворено со општината, но со ова емисија ќе се дружиме и во наредната 2016 година. До првата емисија во наредната година, довидување.